Почитувани добро вечер и добре дојдовте во новото издание на отвореното спортско студио на телевизија Нова. Вечерашните минути посветени на спортски теми на нашата програма ќе ги посветиме на разговор со директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски. Добро вечер и добре дојдовте на програмата на телевизија Нова. Прв пат сте наш гостин. Добро вечер, ви благодарам за поканата и ќе искористам оваа прилика од моје лично име, од име на Агенцијата за млади и спорт, да ве поздравам вас и вашите гледачи. Има многу теми кои можат да се разговараат со вас со оглед на тоа дека сте 6 месеци на функцијата, па сигурно ќе биде интересно да се чуе какви ви се плановите за тоа и како ќе работи и на каков начин Агенцијата за млади и спорт. Што од наследеното ќе задржите, што ќе промените. Меѓутоа, јас би сакала да почнам со нешто за кое ние малку изборувавме пред да почнеме со официјалниот дел од емисијата. Во последно време, особено по вашето доаѓање, значи, мене ми падна во очи и ми е забележителна тенденцијата многу повеќе да се актуализира работата на агенцијата во областа млади. Перцепцијата на јавноста, вие можеби ќе ми речете дека е тоа погрешно, е дека агенцијата сепак треба на многу повеќе да работи во областа на спортот, затоа што е единствена ваква институција во државата која се занимава со спортот. Како ќе ги поделите обврските? Самата агенција и самиот назив, името на агенцијата е Агенција за млади и спорт. Впрочем, и според систематизацијата на самата агенција имаме два сектори, каде што едниот е сектор млади, едниот е сектор спорт. За жал, во минатото сме сведоци дека многу повеќе се работеше во секторот спорт, односно за спортот, но и многу малце, скоро незабележително во однос на секторот млади. Сами сме свесни, се соочуваме со голема невработеност кај младите. Имено еден податок од Светска банка вели дека преку 52% од младите се невработени. Добре. Преку 600.000 луѓе, од кои најголемиот дел се млади, се одселиле од Република Македонија во последните 10 години, што за нас представува една алармантна состојба каде што брзо треба да делуваме се со цел на некој начин да ја намалиме таа невработеност и да ги спречиме младите дополнително да се одселуваат од Република Македонија. Добро, ова се социјални категории. Како агенцијата се наоѓа во незината работа во овој сегмент? Сепак има други министерства, институции кои се занимаваат со овие проблеми кои вие ги Агенцијата за млади и спорт заеднички со одредени институции креира и генерира политики за млади, но надвор од тоа што сме партнери во некои проекти, активности, мерки на дел од владените институции, ние како Агенција за млади и спорт во изминативе 6 месеци креираме, генерираме проекти, мерки, се со цел на некој начин да ги намалиме овие податоци кои што ги произнесов претходно. Впрочем, ние сме како Агенција за млади и спорт партнери заеднички со Министерството за труд и социјална политика во однос на спроведување на младинската гаранција, која веќе ќе стартува после новата година со почеток на 2018 година. Ние како Агенција за млади и спорт дополнително креиравме мерки како на пример младинската картичка која што на младите на некој начин ќе им овозможи одредени поволности и попусти во секојдневниот, во тековниот живот, во Република Македонија. Потоа живите младински библиотеки и ред други низа активности кои што ние како Агенција за млади и спорт ги спроведуваме се со цел, како што кажав и претходно, да се намали младинската невработеност во Република Македонија. Како ова ќе се одрази на работата на агенцијата во областа на спортот? Затоа што, пак да повторам, сепак вие сте единствената институција во државата која е надлежна за спорт. За иселувањето на младите има и други инстанции кои се грижат, односно за неиселувањето на младите. Јас само ќе ви укажам на нешто, еве прашајте ги сите федерации во изминативе 6 месеци дали тоа што дополнително се вложивме во работа на сектор млади се одрази на некој начин на секторот спорт или напротив дополнително и во секторот спорт воведовме доста многу проекти кои што веќе ги практикуваме и сигурен и убеден сум со секојдневната поддршка од сите федерации дека сме на правиот пат. Спортот како досега никогаш повеќе немало средства вложени конкретно во спортот и спортистите. Сепак тоа е на сметка на тоа што ги намаливме оние капитални инвестиции, повеќе Агенцијата за млади и спорт нема ненаменски и без соодветна анализа да гради. Свесни сме дека се изградија многу тениски теренчиња широм цела Македонија, каде што дури во некои села каде што воопшто нема млади. Бев во посета на неколку од такви од нив, веќе се буквално штетени, руинирани, повеќето се користат како паркинг места,
Така да тоа е нешто што е градено без соодветна анализа, популистички пред се. Сето она што Агенцијата за млади и спорт и јас како директор ќе го правиме во периодот што следи и претходно го правиме на еден транспарентен начин, каде што пред се разговараме, дискутираме, дебатираме со сите засегнати страни, се со цел да дојдеме до заедничко вистинско решение кој што ќе биде во корист на спортот и на спортистите. Не смееме да си дозволуваме да носиме како во минатото одлуки од горе надоле и да очекуваме спортистите дека треба да ги почитуваат и да ги спроведуваат. За какви одлуки се работи? Па пред се градењето на повеќе наменски сали, градењето на фудбалски игралиште, веќе ја земам Никифорово, каде што е викенд населба, каде што воопшто многу малци жители живеат, кои што воопшто никој не го користи тој терен. Градењето конкретно повеќе наменска сала во Маврово Ростуше, каде што воопшто нема патна инфраструктура до самиот објект. Замислете да треба да ја користите таа сала, да одите преку нива до салата. Каква опрема можете вие да донесете до самата сала? Значи, тоа е нешто што се градело се со цел да се извлече некој глас повеќе, што за мене е, како да ви кажам, тотално неоправдано и не смее да се случува во иднина. Јас ниту како директор, бидејќи доаѓам од политичка партија, не сум суетен и нема она што го правеле претходно, да кажам, се не чини, нешто ново ќе го ведуваме. Напротив, сето она што е добро го практикуваме и го спроведуваме, дури и го надградуваме, а сето она што не чини, на некој начин го стопираме и идеме во некој друг правец. Ако немате такви капитални инвестиции, ќе имате повеќе пари за федерациите? Или не оди тоа така? Федерациите до сега во овие 6 месеци може со гаранција да ви кажам дека негде околу 3 пати повеќе имаат средства добиено од првите 6 месеци во годината. Добро, тоа претпоставувам се должи многу на новите законски измени кои почнаа да важат на 1 јануари 2017. Така, но сепак тие законски измени важеа и во првите 6 месеци од оваа година. Иако јас затекнав буџет за спорт кој што беше 95% искористен, јас средствата што доаѓаат од законот за игри на среќа, кои што директно се слеваат во Агенцијата за млади и спорт, дополнително ги насочивме кон сите спортски федерации и кон спортистите генерално. Добро, тие секако се за таму насочување. Но не и за градење на ненаменски. Не, во ред, меѓутоа тие како што го разбирам јас концептот на законот, секако тие доаѓаат во агенцијата и вие треба да ги дистрибуирате. Да менаџираме со тие средства. Секако тоа е тоа, значи. Но претходно не се менаџирале како што треба. Најчесто избегнувам тема да говорам како се работело претходно. Пред се ние сме ставени на позиција, јас сум на позицијата директор на Агенција за млади и спорт, да кажам што јас умеам и што јас ќе направам. Впрочем, тоа го кажуваме овие... Овие законски измени кои беа донесени минатата година во декември, ако јас добро се сеќавам, а почнаа да важат на 1 јануари, така, па внесоа, можеби, малку живост околу финансирањето и инвестирањето во спортот. Би ги надградувале ли на некој начин или ќе оставите одреден период тоа да видите како ќе функционира? Веќе сме во консултации со премиерот на Република Македонија, каде што разговаравме за дополнителни средства да се влеваат од алкохолот и акцизата, акцизата од цигарите, што на некој начин дополнително ќе го помогне спортот. Јас сум убеден и сигурен сум дека во годините што предстојат ќе имаме светлина во спортот, пред се во оние младински категории и во женскиот спорт, каде што и ставивме на некој начин акцент и приоритет во нашето делување. Знаете, ние што ја работиме оваа професија многу долго, многу пати сме го слушале ова, да се стави акцент на младинскиот спорт и да се развива и женскиот спорт и така натаму. Меѓутоа, тоа многу малку сме го виделе на дело. Како вие ќе бидете поинакви од сите претходници? Еве, јас ќе ви покажам како веќе тоа сме го преточиле во дела. Советот за спорт при Агенција за млади и спорт е тело кое што функционира со години наназад. Никогаш во својата историја немало жена во тој совет. Сега имаме од 7 члена 2 жени, каде што е председател на самиот совет е жена. Така да бидете сигурни дека сето она што го правиме е стварно во интереси на женскиот и младинскиот, во однос на младинскиот, вложување младинските. Жена председател, да, тоа убаво изгледа на хартија, меѓутоа за да се размрда женскиот спорт, многу конкретно треба работа. Веќе во соработка со невладината организација КРИК, каде што они за поголемо се работат за поголема вклученост на жената во спортот, веќе имавме неколку состаноци, на некој начин активности заеднички. Имаше се во јавноста излезе и промотивното видео како да се мотивира жената повеќе да спортува, така да бидете сигурни и следете не дека тоа што го збориме
ќе го спроведеме и имплементираме во целост. Како тоа ќе донесе инвестиции во женскиот спорт? Тоа ми е прашањето. Тоа што имаме кампања за жените да се вклучат повеќе во спортот е се убаво. Меѓутоа, како тоа ќе донесе поголеми инвестиции, како ќе ги натераме спонзорите, сите ние заедно, не вие, меѓутоа сите ние заедно, со какви конкретни мерки да инвестираат еве во развој на женскиот спорт? За на некој начин повеќе да се инвестира во женскиот спорт, прво пред се треба да го омасовиме женскиот спорт. Еден од проектите на Агенцијата за млади спорт, кој што на некој начин е еден од столбовите, е училишниот спорт, односно воведување на нови сегменти и правци во училишниот спорт, каде што секое дете ќе мора да одбере за почеток од 4 најголеми спортови во кој спорт ќе учествува, дали тоа ќе биде футсал, во основно училиште во основните и во средните училишта. Тоа ќе биде дали ќе биде футсал, одбојка, кошарка или ракомет, така да секое девојче ќе треба на некој начин да даде свој придонес во вклученост во училишниот спорт, каде што 2 пати неделно ќе имаат тренинг, на секој 2 недели ќе имаат надпревар. При тоа најавивме веќе заеднички со Министерството за образование, односно Министерството за образование најави дека ќе се зголеми фондот на часови по физичко воспитание. Тоа ми беше следната на некој начин дел мерки и процеси кои што долгорочно ќе влијаат за унапредување на женскиот спорт и генерално на спортот во Република Македонија. Фондот на часови по физичко беше зголемен веќе во еден наврат, ако се сеќавате. Тоа сега имаат децата по 3 часа физичко, меѓутоа еве и да имаат повеќе, да речеме. Колку ќе бидат наставниците кооперативни со оглед на тоа сега да бидеме честни, знаеме како минуваат кај некои наставници, во некои училишта часовите по физичко. Како ќе бидат кооперативни наставниците, како ќе бидат мотивирани да работат дополнително од оваа работа што ја има? Тоа е прашање што можеби пред се треба Министерството за образование да го одговори, но јас ќе се обидам на некој начин да го одговорам. Пред се платата што ја добиваат, надоместокот што го добива професорите врз основа на вкупниот број на часови што го има. Колку поголем број на часови има, толку ќе биде поголема платата. Па пред се знаеме дека и финансиската конструкција е на некој начин мотивирана за професорите дополнително се вклучат и ги мотивираат деца да спортуваат. Но тоа е само еден сегмент. Контролата е нешто што ќе го воведеме за часовите по физичко воспитание. Свесни сме дека живееме во општество каде што професорот, наставникот, учителот по физичко најчесто се соочуваме да фрли 3 топки на самиот час и да им рече играјте што сакате. Играјте што сакате. Половина од децата не учествуваат на часот, седат на клупа, најчесто делот од девојчињата најчесто не класот воопшто не ни физички присуствуваат на самиот час, што на некој начин ни дава слика дека не се користи часот по физичко воспитание онака како што треба да се користи. Контролата и казните се дел на некој начин ќе ги појачаме се со цел да го регулираме часот по физичко воспитание онака како што треба. Затоа што, како што кажав претходно, свесни сме за неадекватно користење на часот по физичка култура. И тоа пред се гледа со зголемената телесна тежина, со деформитетите со кои што се соочуваат децата од најрана возраст, така да имаме доста мерки и проекти, но сепак ќе кажам тие ни се на некој начин на долгорочен план кој што треба да ги спроведеме. Резултатите свесни сме и ние дека не можеме преку ноќ да ги видиме, туку тоа е нешто на кое што треба да се работи за некои 3-4 години да ги видиме сите бенефити од овие проекти. Впрочем, еден од проектите на Агенцијата за млади спорт за 2018 година ќе биде градење на мали базени, затворени базени во склоп на училишните сали, каде што еден од часовите ќе треба да биде пливање. Тоа знаете дека ќе биде на реакцијата децата како ќе се пресоблекуваат, ќе се разболат, мајките ќе се жалат. Ќе си има топол премин од самата школска сала и секое дете, односно секој клас ќе треба еден од часовите по физичко воспитание да биде пливање. Ќе почнеме со пилот проект во поголемите општини, во најголемите училишта, а потоа во 2019 ќе видиме, ќе ги споредиме параметрите кои се во 2019 доколку ги добиеме оние посакувани бенефити од самиот овој проект, ќе спроведеме и во помалите училишта и во помалите општини. Ова следното прашање мислам дека ги опфаќа двата сегмента кои вие ги работите и ќе можете, претпоставувам, да ми го одговорите. Како училишниот спорт да го преземе приматот од приватните училишта каде што одат децата да спортуваат? Дали ќе имате воопшто таква тенденција, затоа што во многу развиени земји каде што спортот е на
на далеку повисоко ниво се практикува токму овој систем на развој преку училишниот спорт. Па всушност и во Соединетите Американски држави и коледж лигите и така натаму, целиот спорт практично се канализира преку училиштата и универзитетите. Училишниот спорт не е нешто што ние како проект или не е нешто што ние како тема го воведовме и го измисливме. Тоа е нешто што далеку развиени западни европски земји го користат и го практикуваат. Тоа може само така, да се... еве како што спомнавте вие, во Соединетите Американски држави мислам дека е на топ левел на спроведување и одлично, перфектно функционира. Како за една илустрација, Словенија е нешто најблиско до нашето поднебје, таму перфектно функционира. Некој претходно ќе каже ние сме народ со 2 милиони популизација и не можеме да оствариме некаков резултат. Словенија исто има број на жители како Република Македонија. Исланд има помалку за волја на вистина. За волја на вистината нешто помалку, Љубљана е помала од Скопје, а гледаме со какви резултати се соочува Словенија. Впрочем, стана и европски шампион во кошарка, ги гледаме во сите спортови како функционираат, како напредуваат. Не мора ни да станат европски шампиони во кошарка, меѓутоа знам дека ќе не идеме на реакции од приватните клубови, но пред се ова ќе биде и на некој начин и за нивно добро, бидејќи часовите што ќе бидат, односно тренинзите во училишниот спорт ќе бидат по завршувањето на часовите, а најчесто приватните клубови имаат во текот подоцна од попладне и најчесто некогаш и навечер, така да и они ќе можат на некој начин да увидат кои од децата ќе можат преку скаути, преку тренери да праќаат на овие тренинзи, на утакмици што ќе ги има училишниот спорт, надпревари каде што ќе можат да видат кои од децата можат дополнително да го искористат. Дали нема да се соочите тука со реакции од типот дека во тие школи работат сепак тренери, вие имате наставници по физичко кои се општо едуцирани? Тоа е една комплексна тема која што исто така треба да се разговара. Тренерите и на некој начин спортските работници е малце тема која што треба подетално да се разговара за квалитетот, за семинарите. Ние многу вложуваме во обуки, семинари на тренери, се со цел да се подигне квалитетот на самите тренери. Пред се соочуваме со индивидуална одбивност, како на пример вие сега директор кој што сте млад, имате 28 години, ќе ме учите мене како треба. Јас на тоа одговарам, јас не сум тој што треба да учи, ние треба да на некој начин да обезбедиме средства и начин како некои странски експерти кои што веќе се признати во својата област дополнително да ви информираат, да ве брифираат, на некој начин дополнително да ги зголемуваат вашите вештини, се со цел да имаме поквалитетни спортски работници. Која ви е перцепцијата дека ова може да профункционира, за колку време? Па еве веќе овој проект го стартувавме веќе од октомври. Не функционира можеби она идеално како што замислуваме, но сепак свесни бевме дека во текот на функционирањето ќе наидеме на препреки и проблеми што ќе треба да реагираме и да ги отстрануваме. По некои наши анализи и предпоставки за некои 15 до 20% е зголемен број на дечињата кои што почнаа да спортуваат и да се рекреираат. Така да на долг рок ќе даде многу добар резултат. Мораме да ги натераме децата и дечињата да спортуваат, да се рекреираат, учениците. Најчесто барем јас бев дел од спортот, од фудбалот, каде што дојдов до таа бариера, каде што знаете треба да одлучите помеѓу спортот и училиштето. И пред се вашите родители, односно родителите на сите дечиња викаат: сине, дај види малце повеќе во училиштето, школото, гледај факултетот да завршиш да можеш да најдеш работно место, нема леп во спортот. Тоа е најчесто изрека. Ако не си барди, добро. Па добро, тоа се исклучоци кои што или филмус. Така. Мора да смениме таа перцепција, тој јас помеѓу 16 и 20 години, каде што дечињата и децата и треба да се признае сепак дека и стравувањето на родителите има основа. Основано. Потполно затоа што гледаме спортот како во каква ситуација е во моментов во Македонија. Од таму потекнува стравот. Затоа ние треба да работиме, да ја поправиме сликата за спортот, да воведеме конкретни решенија, долгорочни решенија, што на некој начин ќе го помогнат спортот и на некој начин ќе ја вратат повторно вербата пред се во родителите, но и пред се во самите дечиња, ученици, спортисти, дека има иднина во спортот, дека тоа што се вложиле и што се надпреваруваат, ќе има некаков одреден бенефит за тоа. Сега на останатите теми за работата на агенцијата. Во системот на работа на агенцијата постои оној систем на наградување, односно на стипендирање.
најпрво на деца, млади, потенцијални спортисти, меѓутоа има и одредени категории на меѓународен спортист, од меѓународна категорија, од светска категорија, па и оние познати во меѓународот спортски пензии. Дали овој систем според вас треба вака да обстои? Дали ќе го продолжите и што би менувале? За сега сето тоа што е актуелно и постоечко си важи. Впрочем, Агенцијата за млади спорт дава 500 стипендии на надежни спортисти. Веќе правиме напори, гледајќи го буџетот за наредна 2018 година, како тие да ги зголемиме, бидејќи имаме огромен интерес за ова. Знаете колку тие се 4200 денари месечно, 10 месеци во годината. Тие средства помагаат за едно просечно домаќинство, просечно семејство, да ги неутрализираат сите трошоци кои што ги има детето во текот на денот. Така да сето она што е добро ќе го продолжиме, дури и ќе го надградиме. Во однос на спортските признанија, спортските пензии, исто така продолжува, си има конкретен правилник кој спортист може да се... правилникот, да. Правилникот кој спортист може да малку добие... растегливи се овие... Имаме доста поплаки во однос на дека треба да измени дополнувања. Да се посетам за овој разговор, ми го читав денеска, особено тоа за пензиите, така да го наречам. Па некако критериумите се бајаги растегливи. Или мене, може би е тоа мој впечаток сега. Тоа е правилник кој што е направен од претходно. Јас ќе тргнам да го сменам сето она за кое што е потребно пред се на еден начин, како што кажав и претходно, транспарентно, со дискусија, дебата, со факти. Доколку фактите и фактичката состојба покажува дека треба да се смени, ќе ги преземеме ние како Агенција за млади спорт сите неопходни средства за тоа да го промениме. Ниту јас како директор, ниту било кој вработен во Агенцијата за млади спорт или генерално вработен во било која владина или раководител, државен службеник, нема да го послушам поменувањето на било каков правилник. Сето она што треба да се случува на транспарентен начин. Спортистите, спортските работници, федерациите треба да бидат прашани. Нивното мислење е клучно за било каква промена. Спортистите и спортските федерации секогаш ќе го имаат аргументот и секогаш ќе бидат на страната што повеќе спортисти да добијат награди и да бидат наградени или да добијат некаков статус кој донесува после паричен надомест. Тоа е логично. Вашата страна е да го одбраните буџетот. Логично е, но треба да покажат силни аргументи зашто тоа така треба биде. Спортските новинари исто така се значаен дел во нашето функционирање. Имавме средби со спортските новинари, се надевам дека и видни, веќе за наредната недела закажуваме средба со сите спортски новинари, каде што јас сакам да ги информирам и брифирам за мојата работа, сакам да го слушнам и нивното мислење. Нивното мислење ми е особено важно, особено во донесување на клучни и големи одлуки. Така да бидете сигурни дека сето она што ќе се прави со инклузивност на сите засегнати страни. Ниту јас сум најпаметен, ниту било кој државен функционер е најпаметен да носи одлуки само од себе. Затоа не за џабе се направени и одбори, не за џабе се направени и комисии кои што дополнително влијаат и носат одлуки, Советот за спорт кој што исто така носи одлуки во интерес на спортот, така да тоа е нешто што ќе го практикуваме во периодот што следи. Ќе одиме на кратка пауза, малку да одмориме. Почитувани, пауза за реклами. За многу кратко ќе бидеме повторно во студиото на телевизија Нова. Разговараме вечерва со директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Кајски. Останете на нашата програма. Назад сме во студиото на телевизија Нова, отворено спортско студио посветено на разговор со директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Кајски. Продолжуваме онаму каде што застанавме, малку зборувавме за развојот на училишниот спорт, малку за оној систем на наградување кој што го спроведува Агенцијата за млади и спорт веќе подолго време. Она што следно би сакала да го поразговараме е она тема која особено е актуелна последнава сезона, оваа сезона активнава на спортски план во Македонија. Вие знам дека може би и би сакале да се оградите на уреден начин, меѓутоа тоа е нешто што мора да се спомене, а сепак вие сте информирани за тоа. Голем дел од клубовите во Македонија се соочуваат со сериозни финансиски проблеми, за тоа сме свесни и се добиваме информации на дневно ниво. Значи имаме клубови кои не можат да екзистираат веќе во прволигашките надпреварувања во неколку спортови,
а и тоа во големите спортови, кои ние ги сметаме дека ни се најдобри и најбогати. И фудбал, и кошарка, и ракомет. Сигурна сум дека следите. Јас знам дека вие можеби немате директни ингеренции околу тоа, меѓутоа сепак е ваша сфера на интерес. Агенцијата за млади и спорт вложува во спортот преку спортските федерации, односно наменски префрла средства за одредени активности на федерациите. Сега во моментот донесовме одлука каде што свесни се што се случуваше во изминатиот период, дека претходната влада во 2016 година донесе одлука каде што на боксот му додели 42 милиона денари за сметка на сите федерации, кои што заеднички беше негде сумата која што требаше да добијат е 25 милиони денари за наменското. Помалите федерации или сите вкупно? Сите вкупно 64 федерации 25 милиони, на сметка на боксот 42 милиони денари. Успеавме, бидејќи беше блокирана сметката и не успеа да ги потрошат средствата, тие преку одлука на влада да ги вратиме повторно на конто на Агенцијата за млади и спорт, да направиме една одлука каде што и правилник каде што ќе ги вложиме во младинските категории. За прв пат Агенцијата за млади и спорт вложува во спортските клубови, односно во категориите under 14, 16, 18 и 20 години, каде што нели право пропорционално се распределени кон сите федерации, нели во индивидуалниот спорт кон спортистите кои што се под 20 години, дополнително ги помага се со цел поголема афирмација на младинските клубови. Надвор од тоа, Агенцијата за млади и спорт не може да помага директно на клубовите. Апсолутно јасно, тоа меѓутоа некаква позиција сигурно имате. Така е. Во 2018 година ќе почнеме со проектот Ваучер, кој што долго го најавувавме и во текот на предизборната кампања за изборите во 2016 година и нели во оваа цела 2017 година најавивме дека со почеток на 2018 година ќе стартуваме со ваучерот, кој што ќе им биде поделен на сите федерации, спортски клубови, индивидуални спортисти, ќе им биде поделен и при тоа со тој ваучер ќе може да отидат во првата фирма, да го депонираат тој ваучер и да земат одредена средства на пари, а потоа на крајот на годината фирмата до Управата за јавни приходи и Министерството за финансии го депонира тој ваучер и од персоналниот данок и од данокот што треба да го плати добива ослободување, повторно 60% нели плаќа на државата, а за тие 40% може да депонира ваучер. Што значи дека една приватна компанија, една приватна фирма во Република Македонија може во многу спортисти да вложи, во многу помали клубови. Ова е пред се мерка која што ќе ги помогне оние помали клубови. Знаеме дека, еве, ќе ги земам за пример Вардар, МЗТ Скопје или некои поголеми клубови, Металург, имаат добра потпора од приватниот сектор, но оваа мерка е пред се за помалите клубови, каде што на некој начин ќе добијат финансиска инекција, се со цел подобро функционираат. Нашите претпоставки се дека помеѓу 10 и 20 милиони евра ќе легнат на контото на спортските клубови, спортистите, федерациите. Доколку се искористи во целост оваа мерка. Ние ќе направиме дополнителна промоција на оваа мерка, се со цел нели и фирмите да бидат, приватниот сектор да биде дополнително запознаен, каде што на некој начин ќе го искористи се тоа што го најавуваме. Како функционира досега она што е се законски измени? Има ли зголемен ли е во овој период од кога функционира законот интересот кај фирмите? Да бидем за волја на вистината, да бидем искрени, и сега има некое данъчно олеснување, но се соочуваме со нејасноти. Еве, овие денови мојот телефон цело време звони и прашуваат што е со нели ослободувањето од данок, кој може да користи, кога ќе бидат дадени потврдите, дали воопшто ќе бидат дадени потврдите. Па сега Агенцијата за млади и спорт... Зашто тоа има недоречености во законот? Каде е проблемот? Има недоречености во законот, има проблем со необјаснето убаво како ќе функционира се тоа. Пред неколку денови имавме состанок со Управата за јавни приходи каде што воопшто не знае што треба да направат, па ние им објаснувавме како сето тоа ќе функционира. Не знае законот, нели е во сила? Законот е во сила, но не знаат како ќе биде целата процедура, не знаат што треба да се направи, кога треба да се издаат тие потврди. Па ние дополнително правевме формулари за потврдите за после 31 декември, односно со започнување на новата календарска година, да можеме да ги издадеме потврдите кои што претходно сме ги објавиле на нашиот сајт, сите оние клубови кои што можат да имаат одредени олеснувања. Олеснувања, да. Значи ли ова во начало и во принцип дека вие не би ги охрабриле општините како масовно да подржуваат клубови?
Напротив, јас би ги охрабрил што е можно повеќе да. Меѓутоа се соочуваме со ситуација во која дел од општините кои финансираат клубови сега ги повлекуваат средствата. Би ги охрабрил општините да инвестираат во спортот, да инвестираат во младите, доколку сакаат една општина да е функционална, една општина се развива, пред се таа треба да биде репрезентирана од спортот, таа пред се треба да биде општина со многу млади луѓе. Така да апелирам и посочувам до сите градоначалници што е можно повеќе да инвестираат во спортот, затоа што само така на некој начин ќе придонесат за развој на градот или конкретно општината. Јас сум убеден и уверен сум по сите оние разговори и средби што ги имав со одреден број на градоначалници, дека сакаат и се убедени и им треба да финансираат во спортот. Тука малку сега имаме само еден проблем, тогаш кога финансираат општините, клубовите се како да се залежуваат малку, па потоа се имаат овој проблем кој го имаме сега. Не само клубовите, јас истото говорам со одредени федерации, кога има сега повеќе средства на некој начин управните одбори на самите федерации се малце по лежерна ситуација. Пред се управните одбори се создадени на некој начин да промовираат, пред сега го промовираат спортот, но и на некој начин да носат дополнителни инвестиции. Пред се она што им е нели според правилник одлука, каде што и гласаат за одредени одлуки. Така да ги мотивираме и управните одбори не само на клубовите, туку и на федерациите дополнително да се вклучат во изнаоѓање на средства и дополнително да се вклучат во креирањето на позитивни и добри политики за спортот. Затоа што само така можеме да допринесеме за развој на спортот. Јас сум убеден и уверен дека се тоа што го правиме, еден ден ќе донесе голем плод за спортот во Република Македонија. Тоа сигурно нема да биде утре или за 1, 2, 3 месеца, но сите овие работи ако ги имплементираме онака како што сакаме во целост, јас сум убеден дека за некои 3, 4, 5 години ќе имаме одличен спорт во Република Македонија и ќе имаме доста голем број на дечиња, деца, ученици кои што ќе спортуваат. Стапката, односно процентот на млади кои што спортуваат драстично многу ќе се зголеми, затоа што ќе се подобрат сите конкретни услови за спортот. Кои ви се најважните проекти за 2018-та како Агенција за млади и спорт во областа на спортот? Во областа на спортот, во однос на капитални инвестиции, како што ги напоменав се базените, фитнес зоните кои што ќе бидат на отворено, неколку скейт паркови кои што дополнително ќе имаат за задача да ги извадат децата од пред компјутерите и на некој начин повторно да ги извадат на улица, да спортуваат, да се рекреираат, да се дружат пред се. Во однос на спортот е помагање на сите спортски активности кои што ги имаат федерациите. Олимписката програма е нешто исто така ко новитет што ќе го вметнеме во Агенцијата за млади спорт. Престојат Олимписки игри во Токио 2020 година. Ние ќе направиме... Веќе сега има зимски олимписки игри. Така, но пред се малце касно дополнително. Ние дополнително ги помогнавме федерациите кои што ќе учествуваат во однос на опрема, во однос на сите оние подготовки кои се потребни, но сметам за да направиме добри резултати на една олимпијада треба многу порано, дури и ова 2018 година. За 2020 е доцна. Е доцна. Еве ќе ја земам како илустрација Кина, каде што Кина 8 години се спремаше за Олимпијадата 2016 и 2012 година, каде што направи одредени резултати, особено во гимнастиката. Така да, ќе направиме програма каде што ќе побараме од федерациите, од спортската јавност да ни посочат и детектираат спортисти кои што можат да направат некаков резултат, кои што можат на некој начин да ги добијат оние посакувани норми за да учествуваат на Олимпијадата. Агенцијата за млади спорт, Македонскиот олимписки комитет и тие имаат олимписки кандидати заеднички со Македонскиот СОМОК да потенцираат, детектираат спортисти, Агенцијата за млади спорт да одвои средства конкретно, целосно да ги поддржи сите оние средства за подготовки, припреми, сето она што е нужно и потребно за да се направи еден врвен резултат. Свесни сме дека во минатото пред се сме иделе со вајлд карта на Олимписките игри, што за земја од 2 милиони жители кои што на некој начин е во срцето на Европа, каде што малце техниките и условите се многу напреднати, не треба да се случува. Тоа сигурно и вас ви е јасно дека е проблем на тоа што имаме многу слаб развој на индивидуалните спортови. На Олимписките игри ние многу слабо котираме затоа што ниту пливање, ниту атлетика, ниту тенис, ниту па за зимските спортови да не зборувам колку е тоа тешко да се развива. Како тоа може да се поттикне? Тоа е
кај нас е сега во моментов сведено на индивидуалната желба на некој да биде Лина тенисерка и дека нејзиното семејство ќе ја поддржи во тоа. Како ќе ги развиваме базичните и индивидуалните спортови? За индивидуалните спортови конкретно ние ги имаме сите потребни услови. Фалеа дополнително средства, но сега еве ги имаме и средства. Повторно доаѓаме до индивидуалните потреби, односно тренижен процес и спортисти кои што ќе бидат мотивирани, ќе сакаат дополнително да се надградат себе си и да направат некаков резултат. Што подразбирате по тоа ги имаме сите услови? Имат пливачи да добиеме сериозни европски пливачи, имаме услови за тоа? Имаме базени? Сега ќе градиме базени, каде што ќе направиме дополнителни услови. Ако треба, ако е потребно, во олимписката програма дури ќе пратиме до одредени пливачи и во соседните земји, каде што ќе имаат сите оние неопходни услови, се со цел да направат норма за да учествуваат на олимписките игри. Доколку утврдиме дека има простор за одреден пливач да направи некој резултат, целосно ќе го поддржиме. Го спомнав пливањето затоа што е многу специфично и многу е тешко за работа. Градењето на базени во 2018 година ќе биде од топ приоритетите на Агенцијата за млади спорт. Базените ќе бидат во склоп на училишните сали, ќе бидат мали, но ќе имаат пред се на некој начин ќе имаат задолжение да ги натераат децата пред се да спортуваат, потоа да идат на пливање затоа што да не бидат склони кон одредени деформитети и на некој начин дополнително да го развиеме пливањето во Република Македонија. И уште една тема која сигурно вам ви е сериозна главоволка, а тоа е распределбата на финансиите со кои располага Агенцијата за млади и спорт на федерациите, на клубовите и така натаму. Како мислите дека е најправилно да се распределуваат средствата? Како би ги делеле вие во 2018 година? Каков ви се критериумите по кои конкурираат спортските федерации? Во тек сега е поднесување на годишни програми, веќе во завршна фаза, годишни програми на секоја федерација. Според годишните програми, ние, јас како директор на Агенцијата за млади и спорт, ги разгледуваме и утврдуваме која федерација кога ќе ја поддржиме. До сега имаме еднаков третман кон сите федерации. Тоа не значи еднаква распределба на средства, бидејќи одредена федерација има повеќе активности од друга. Впрочем, не може ракометната и кошаркарската федерација да имаат исти активности со некои од помалите федерации и помалите спортови. Тоа значи дека некои федерации земаат повеќе средства врз основа на тоа што имаат повеќе активности и поголеми трошоци во однос на функционирањето. И тоа е нормално. Да, меѓутоа секогаш има забелешки на тоа, затоа што малите федерации па од друга страна имаат аргумент кој велат дека овие кошаркарска, ракометна, фудбалска си имаат спонзори, тие се побогати, ние сме мали и сиромашни, нас дајте ни. Па тоа што некој нашол спонзори се обидал и можеби е поатрактивен спорт, тоа не треба да биде за сметка еве сега државата ќе го тргне тој спорт на страна и ќе вложува. Впрочем, затоа и претходно ја начнавме таа тема во однос на управните одбори. Секоја федерација има управен одбор, секој клуб има управен одбор. Тој управен одбор е задолжен пред се, како што кажав и претходно, да генерира политики на самиот клуб, да гласаат, да носат одлуки, но и во промоција на самиот спорт или промоција на самиот клуб. Дополнително да најде средства за да може одредена федерација или одреден спорт или одреден клуб да функционира. Затоа ние во неколку наврати им кажавме дека управните одбори треба повеќе да ги мотивираат, односно повеќе да им даваат задолженија и задачи претседателите, за да можат да се впуштат во изнаоѓање на средства за самиот спорт. Има многу регистрирани спортски федерации кај нас. Заслужуваат ли сите вистински според активностите да имаат средства кои би ги добивале? Тоа се буџетски средства од државата. Така, тоа се народни пари, тоа се пари на граѓаните, постојат 65 федерации. Според активностите, според резултатите, гледаме ние која федерација колку е сериозна и која федерација колку работи. Пред се ние се водиме и од отчетноста и одговорноста на трошењето на државни пари. Еве во месецот ноември и почетокот на месец декември направивме вонредни контроли кон сите федерации за сите оние средства што им ги имаме дадено како Агенција за млади и спорт. Одговорноста и отчетноста е принцип кој што мора да го има. Не сме да се случува како порано
државни, народни, буџетски пари да завршуваат во нечии приватни джепови или да завршуваат онаму каде што не треба да завршуваат. Тие пари, тие средства... тоа, вие имате сознание и информации? Неблагодарно е и неубаво е пред да има основани сомненија и докази да се кажува тоа, пред секаде каде што ќе видиме дека има нерегуларности, каде што има сомнение за одреден криминал, ќе доставиме документација до основното јавно обвинителство, за потоа они да си превземат постапка, се со цел да има одговорност. Само така можеме да докажеме дека сме одговорна власт, само така можеме да докажеме дека спортот ќе има иднина. И ве уверувам дека ќе се бориме за одговорност и отчетност на сите федерации. Споменавте вие дека има поголеми федерации кои имаат поголеми активности и репрезентативни настапи во текот на годината, и ракометната федерација веќе е прва во јануари со настап на машкиот сениорски состав на Европското првенство. Значи ли тоа дека овие федерации сепак добиваат најголеми средства? Ракометната, кошаркарската, не знам, фудбалската дали воопшто конкурира за... Фудбалската пред се сите оние активности на селекцијата ги покрива ФИФА и УЕФА, каде што имаат собствен буџет, а во однос на ракометната и кошаркарската секако дека добиваат средства малце повеќе или од некои федерации дури многу повеќе за активностите што ги имаат. Првенството, како што кажавте и вие, е во Загреб, почетокот, нели, во средината на јануари следната година. Сакам од тука да им посакам многу среќа на нашите најдобри ракометари. Убеден сум дека ќе оствариме добар резултат. Впрочем, тоа ми покажува и формата со која се нашите ракометари. Имавме една плодна, успешна година на ракометен план. Знаете, и Вардар стана европски шампион, така да уверен сум дека таа позитивна енергија ќе се на некој начин пресели во националниот тим и ќе оствариме одличен резултат. Јас веќе сум во одлична соработка сум со челниците на ракометната федерација и генерално со сите ракометари, разговараме, дебатираме, енергијата таму е позитивна, расположението е позитивно и уверен сум дека ќе направиме добар резултат. Со мала среќа можеме многу да достигнеме на тоа првенство. Повторно пауза за реклами и на крај ќе се вратиме со завршниот дел од разговорот. Почитувани, останете на оваа фреквенција. По кратката пауза се враќаме повторно во студиото. Завршен дел од разговорот со директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски во отвореното спортско студио на телевизија Нова. Разговаравме на повеќе теми. На крај ќе морам сепак да ве прашам за една тема која беше многу актуелна во последниот период кај нас, а тоа е системот на доделување награди на спортист на година на Република Македонија. Вие сте сега 6 месеци, ова вие значи прва година и прво доделување на овие награди и прв пат се соочувате предпоставувам, со реакциите на јавноста, на медиумите околу доделувањето на овие награди. Принципиелен и правилен ли е овој систем кој сега го применувате? Ќе ве поправам, не е прв пат и за 8 септември, нели доделуваме награда 8 септември. За конкретната зборував. Каде што имаше одредени реакции. Да. Може би секогаш ќе се соочуваме со одредени реакции од одредени спортисти, но пред се јас сакам да се запази таа законска процедура. Пред се во Агенцијата за млади и спорт има правилник кој што јасно ги утврдува начинот на избор на спортист на годината, кој може да биде предложен, како може да биде предложен, начинот на кој што се гласа. Јас како директор сум буквално како англиска кралица, каде што немам ниту можност да одлучам во однос на кој ќе биде номиниран, ниту кој ќе биде изберен. Нели, секој од федерациите гласаат, спортските новинари, нели, институциите, медиумите гласаат, исто така Советот за спорт при Агенција за млади и спорт дополнително се вклучен во гласањето, така да ќе победи оној кој што ќе добие најмногу гласови. Системот овој вака вие што го објаснувате не е спорен никому. Ни мене, ниту на јавноста, ниту на моите колеги и другите новинари кои реагираа последниве денови. Ако тоа вака функционира, тоа е се во ред. Меѓутоа, кога вие дојдовте, вие знаевте дека треба да правите, дека се организира оваа манифестација и дека се доделува оваа годишна награда спортист на Македонија, спортистка репрезентација, тренери и така натаму. Дали ги погледнавте тогаш
критериумите кои се содржат во тој правилник, дали за вас се тоа прифатливи критериуми, затоа што таму има нели одредена регулатива кај што вели спортистот треба да биде репрезентативец на државата и така натаму. Тоа значи дека ако Лина, ја земам за пример, или некој друг тенисер освои Ролан Гарос, а не е репрезентативец, ние не можеме да му дадеме награда спортист на година. Правилникот секако дека го разгледав и секако дека може би има мали нејасноти, но тоа е што е направен. Јас ниту се дрзнав, ниту побарав на моја собствена рака да направим измени и дополни. Јас се согласувам дека може би има нејасноти, неправилности и нелегитимности. Пред се за мене, јас како директор, првото прашање што го поставив е зашто се доделува во декември? Зашто треба до 5 декември федерациите да достават? Зар од 5 декември до 31 декември не е остаток на годината? Може би тоа пред се во минатото се базирало на тоа што во тој период сите федерации, но федерациите ги организирале ваков тип на манифестации, но федерациите ги гледаат својот календар на активности и знаат кога им завршуваат сите активности. Така да може би треба дополнително да се менува овој правилник, но тоа е нешто што повторно ќе го оставам на начин да биде транспарентно. Сакам да биде вклучена и спортската јавност, јавноста пред се, каде што одредени спортисти кои што се актуелни, федерации, спортисти кои што биле во минатото и се истакнати спортски дејци да учествуваат, да дадат свое мислење за да дојдеме до правилниот правилник. Мене искрено овој правилник не ми се допаѓа во повеќе сегменти, како што кажавте вие и за но пред се ние сме државна институција и националниот дрес пред се треба да биде обврска за секој спортист. Во ред, тоа немаме дилеми сите. Меѓутоа има тука недоречености и од типот дека тој мора, некој спортист мора да го номинира неговата матична федерација или не знам. Па сега еве не разговараат председателот и некој спортист и тој нема да го номинира. А дали таа федерација е приватна федерација, па Ама еве се случува. Значи тоа што јас можеби немам заеднички јазик со одредени федерации, тоа не значи дека јас треба да ги исклучам во моето делување. И да не ви давам примери кои не се председатели на федерации, ја имам одлична соработка и одлично тече соработката. Тоа мене ништо не ми е спорно. Тоа што некој не разговара или има различни мислења, без разлика дали е на политичка основа, на верска основа, тоа не треба да биде пречка на спортот. И на спортска основа, неважно. Ние сме тука во интерес на спортот. Не сме во интерес Го дадов овој пример само за да го зацврстиме аспектот дека сепак мора да се интервенира на тој правилник. Јас така го доживувам тоа, затоа што е многу ограничувачки и во крајна линија, ако вие чекате само номинации, па може сите ќе бидат погрешни. Вие сте институцијата која ја носи одговорност. Советот за спорт при АМАС има дискреционо право дополнително да номинира. Јас присуствував на таа седница каде што дополнително се номинираше, така да не е оставено само на добрата волја само на претседателите и секретарите и генерално управните одбори на федерациите, така да тоа е нешто што на некој начин има дополнителен филтер како може одредени спортисти да се достават. Јас се согласувам исто дека овој правилник можеби треба да трпи мали измени и веќе во текот на идната година ќе го ставам на разгледување и ќе го ставам да се направат сите оние измени доколку се потребни, доколку и јавноста целосно, спортските, како што ги кажав да не ги набројувам повторно, се согласат дека треба да трпи измени, јас ќе бидам првиот што ќе посебно. Ама за некои работи не мора сите да се согласат. Вие сте институцијата која ги носи правилата. Да, не мора сите, но треба да дојдеме заеднички до најдобро решение. Знам дека некои одлуки треба со некои одлуки одговорноста на функцијата на директор на Агенцијата за млади спорт треба да ги донесеме сами, но сепак ова е комплексна тема, каде што на оваа тема стигаме најголеми реакции, не само од медиумите, туку и од самите спортисти. Од самите спортисти. Затоа треба да бидат прашани, треба самите да укажат. Зашто е тоа така и дали треба да се промени и дали ќе се промени. Јас на моја одговорност, ниту јас, ниту било кој ќе дозволам сам да менува нешто. Впрочем, реакциите дојдоа кон мене и кон Агенцијата за млади спорт, откако ги слушнавме кои се. Јас, верувајте, не ги знаев сите точно кои се номинирани, не сакав да се мешам во изборот и номинација на спортист на годината. Добро, меѓутоа свесни сте дека критиките одат на ваша адреса. Јас сум тие што се во советот, луѓето не ги гледаат, вас ве гледаат и вие ја носите одговорност. Така се согласувам и носим одговорност, но јас сум секогаш тука да го искажам мојот аргумент, мојот став, да укажам и да покажам дека малце поразлично се функционира и малце поразлично се раководи со Агенцијата за млади спорт.
Дали вие се согласувате лично со оваа листа? Мене искрено, ако ме прашате, делумно би можело да истрпи некакви промени. Не сакам да посочувам каде не би мора треба. да навлегуваме во имиња. Невкусно е да посочам од оваа позиција сега, особено пред започнувањето на гласањето. Може би требало да се случат некакви промени и би било праведно да се случат такви промени, но сепак тоа е одлуката на Агенцијата за млади спорт, правилник по кој што се води, правилник на одборот за одлука на одборот за доделување на спортист на годината, одлука на советот при Агенција за млади спорт, така да јас како директор нема да на некој начин да се мешам во работата на новие органи кои што се самостојни органи и кои што не треба да трпат притисок од директорот на Агенција за млади спорт. Впрочем, зашто би биле тие органи ако јас ја носам конечната одлука и јас одлучувам за сета таа работа, впрочем не би ни постоеле, туку јас како директор ќе ги доставам номинациите и јас ќе ги ставам. Да, така меѓутоа сепак вие убеден и можете уверен сум дека заврши тоа време каде што директорот е тој што ќе треба сите одлуки да ги каже он и да ги донесе. Јас ниту сум суетен човек, ниту човек кој што сака сите одлуки да бидат да се каже дека е од директорот, туку јас сум човек кој што сака да се носат позитивни, добри политики кои што ќе бидат во интерес на спортот и на младите, без разлика дали потекнуваат од директорот, дали потекнуваат дури од најнискиот вработен во Агенцијата за млади спорт. Ја впрочем ги сослушувам сите и заеднички доаѓаме и констатираме кој е најдоброто решение. И ова е најдоброто решение. Па јас не сум тој што одлучува на крајот, а можеби ова не е најдоброто решение, можеби не е најдоброто, но можеби е најдоброто. Тоа е све на некој начин делумно дали е правилен изборот или неправилен. За мене ми можеби е неправилен, за некој друг е можеби правилен. Јас и за одборот и за советот и за сите ова е најправилниот избор. Кога го донеле овој избор, тоа значи дека е најправилниот избор. Можеби за мене не е најправилниот избор, но јас не сум бил прашан дали ова е најдобриот избор. Јас не се оградувам од работата на сите тие на некој начин независни органи при Агенцијата за млади спорт, но ја почитувам нивната одлука. Нивната одлука на крајот на денот е конечната одлука. И тоа е нешто што пред се е таа одлука е на некој начин резултат на предлозите на самите федерации. Значи не се само тие неколку тела кои што донеле оваа одлука. Системот на избор ми е Системот на избор ви е сосема јасен. Така да јас ќе ја почитувам независноста на сите овие институции, нели во цела оваа постапка и на некој начин јас само посошив за неколку примери и зашто не се предложени и зашто не се ставени на оваа листа, сакав објаснување да го слушнам од кој е објаснувањето, но тоа е за моја лична употреба, не е за да можам јас да утре да искочам во јавноста, затоа не го ставивме било кој, да не спомнувам име. Така да јас не се оградувам, но сепак мојата одлука таму не може ниту да делува, ниту по правилник треба. Ние сме институција која што треба да ги почитува законите, пред се ние сме извршна власт, дел од извршната власт која што треба на некој начин да ги спроведува законите. Јас како директор ниту ќе се дрзнам, ниту ќе се обидам било кој дел од законот да не го испочитувам, затоа што јас сум тој примерот пред се што треба да биде на некој начин тој што ќе го спроведе законот. Што не значи дека не може да го смените правилникот во иднина. Како што кажав и претходно, правилникот ќе биде ставен на разгледување. Еве, моја сугестија е прво нешто што го прашав и што го укажав, е дека оваа награда треба да се одвива негде крајот на јануари. На јануари. Затоа што доделуваме награда за најдобар спортист за 2017 година, конкретниот случај. Да. Што не значи дека сега имаат уште тековни активности одредени спортисти, што може на 28 декември веќе да направи резултат многу посилен од оној поголем од оној што ќе освои спортист на годината. Па така да ќе не може, веќе наградата е доделена. Ама тој ќе конкурира претпоставувам во следната Па правилникот е јасен, кажува во тековната 2017 година. Значи не може некој од декември 2017 да конкурира за 2018 година. Што значи има доста нејасноти, но ќе се обидеме да ги поправиме. Тој правилник беше веќе кога се носеше веќе беше конкретен, конечен за 2017 година. Впрочем, имавме и доста реакции за 8 септемвриската награда, каде што исто имаше одбор за 8 септемвриска награда, кој треба да добие и како треба да добие. Ја и тогаш не се оградив, но го кажав мојот став, дека јас ниту ќе дадам моја сугестија, ниту ќе вршам притисоци кон одредени членови за одредена награда. Одборот е тој што е направен, конституиран, за да ја донесе одлуката за кој ќе биде награден.
Ви благодарам за се што одговоривте во ова интервју. Ви благодарам Кратко на на вас за крајот поканата. да ни кажете кој ви е омилен спорт? Па, омилен спорт ми е со оглед дека го практикував и уште го практикувам малиот фудбал е фудбалот, но спорт кој што највеќе го пратам во изминативе 6-7 години е ракометот. Често можевте да ме видите и на надпреварите на македонската селекција и во Гданс, кога беше за Олимписките игри, и на првенството во Краков, и во Франција сега на светското првенство. Така да уживам во гледањето, особено на националниот македонски ракометен тим. Уште еднаш ви благодарам. Благодарам Се на надевам вас. дека ќе се видиме повторно во догледно време со некои нови Стојам на прашања располагање и секогаш теми. кога имате некои прашања што треба да се дискутира, ви стојам на располагање за било што. Почитувани, го гледавте разговорот со директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски. Ви благодарам за вниманието што го посветивте да го гледате ова отворено спортско студио. Останете на програмата на телевизија Нова и од продолжение се разбира. Новото издание на нашата емисија е за 7 дена во стандардниот неделен термин 20 часот и 30 минути. До тогаш пријатно од мене.